кој работеше за окупаторската влада креирана во Втора светска војна од страна на фашистичка Бугарија. Значи, сакам да бидеме прецизни во исказот, за да не правиме после шпекулативна програма или да речеме дебата. Значи, новинарите имаат свој дел од одговорност и имаат и треба да очекуваат општествена критика без оглед од каде, кога се вклучуваат кампањски во баш во кампањата за промена, за стварање на амбиент за промена на државното име, иако мнозинството од истите тие новинари и од истите тие медиуми 15 години од кога се случува овој спор, со ниедна реченица, со ниеден збор, со ниеден меѓу простор, освен Горан Михајловски, кој на почетокот се залагаше и прифаќаше или немаше проблем со тоа да смениме име во како се викаше, во Централна Вардарска република. Да, значи ниеден, вклучително ни ти, ни јас, ни он, ни Геровски, ни сите тие што сега ја водеа оваа кампања, со ниеден збор не ја критикуваат војната формула. И ако се сеќаваш, 2000-та година во Македонија стигна првиот грчки премиер Симитис, разговараше со нашиот Георгиевски во Александар Палас за не за војна, за Северна Македонија. Го расчеречивме тогашниот премиер, сите, вклучително и вие. Значи, кога сега наеднаш пред Букурешт почна кампања дека Никола Груевски е предавник затоа што се согласил да го смени името и во исто време е тврдоглав затоа што не ќе да го смени името, а ја водеа новинари, значи ние, не може сега да викаат дека се жртва на поделба на предавници и, не знам, патриоти, на петоколонаши, не. Ке си ја примат општествената казна за хаосот кој го свесно го проектираа. Нема неодговорни на оваа сцена. А како што судиме, како што даваме... Сите да дуваме во истиот рок, дека како да бидеме патриоти на браникот на државата? Ке кажете, ке објасните, ке имаше простор. 2 години дебата, ниеднаш не викнавте да кажете, видете, ние може да сгрешивме, ние што ја поддржувавме двојната формула, сега имаме објаснување зашто. Не, се отиде, вие, како што викате, дека вие сте били, јас сум нели од другата страна, како што вие викате дека сте жртви на харанга, добро, еве политичка харанга, јас ке ви кажам што зборевте вие за нас. Македоноиди, како се вика, квази патриоти, затуцани, антиевропејци, нели, евроскептици дури. Значи, тоа што ќе го пласирате како одговорен субјект, значи темата ни е илустрација, но ова е вовед, треба да знаете дека од другата страна ќе добиете и одговор. Не ви личи сега како бузле со, како се вика, со лонгета да шетате скршено прсте. Значи, возрасен човек кога задава удар, треба да биде свесен дека и ќе му биде вратено. Значи, вие исто така мнозинството од овој народ го навредувавте со тоа што само од ден у ден форсиравте кампања за промена на име. Иако неодговорноста јас не ја гледам толку во тоа. Колку со тебе посебно го разговарав тоа, дали сте свесни какви импликации на терен би настанале од таква една шокова состојба? Само еден момент, јас се согласувам со тоа се вика одговорност за јавно искажан збор. Со дел од критиките автохтоно базирани на некаква наша адреса, да кажам. И сега само пуштава да завршам, се извинувам. Значи, фино е тоа да блокирате политичари, јас се согласувам ако тоа го правите принципиелно со сите кога ќе пролупаат или кога ќе направат некој скандалозен потез. Меѓутоа, само едно ќе ве подсетам, оваа емисија да си ја памтиме, за да можеме да си вадиме после цитати.
судењето во Хаг ќе почне за некое време. Ембаргото на информации ќе падне. Што ќе правиме ако на вистина дел од аргументацијата што ќе ја вади против Република Македонија бидат искази новинарски? Дали пак зборуваме во светлото на темата? Значи, не знам ја дали некој е платен за тоа и не навлегувам, но кога се лобира за нешто, треба да се биде спремен и да се понесе одговорност. Не може да се замени после оваа тема со некоја друга. Ние сме изложени затоа што со нас логично транзицијата ќе заврши. Значи, ние мора да се прочистиме, што и секој сегмент реформи се прават во судство, во образование, во култура, во сегмент. Не може новинарството да остане надвор од тоа. Ние сме дел од тој процес, бидејќи ние учествувавме, не си одредивме улога. Дали ќе бидеме професионални новинари или учесници во политичкиот процес, значи субјекти политички, сега ќе ја плаќаме цената како и сите други. Имам ја последно мало прашање за тебе, ама тоа вака како аспект на општиот твој критички обсек. Христо, имаш ли ти нова тема? Има што да се зборува, меѓутоа јас во суштина не ја разбрав Мирка на кога зборува ние и вие на што мисли. Значи поделба, нели има патриоти? Вака општо земеме патриоти и идеме пета колона. Точно е. Значи и јас сум од таа генерација на транзицијски новинар, значи од тоа едно партиско новинарство ја работе во Нова Македонија, дојдовме до некое пазарно и можеме да ги видиме разликите. Точно е. Пета колона имаше и се пишуваше во раните 90-ти години, пета колона. Но сега дојдовме во ситуација да се глодаме меѓу себе највулгарно. И ќе се глодаме, и ќе се глодаме. Нормално. Сега кој ја фрли коската? Значи прашањето е кој и зошто ја фрли коската, колку што те разбрав, и зошто во овој момент. Па јас мислам дека очигледно дека притисокот кон политиката, значи кон врвот на политиката расте. Не случајно дојдоа една серија премиери и министри во Македонија и не случајно сега се појавија овие шпионски афери, лустрација и така натаму. Сега се појави лустрација и ти мислиш дека е тоа намерно? Ја така го врзувам. Мислам дека сега со растењето на лустрацијата требаше да се случи во 90-тите. Јас 93-та година ја покренав лустрацијата во Пулс. Моето уредништво, Слободан Петрович, Васил Мицковски, Звездан Георгиевски, Небојша Јаконов, Јагода Михајловска, Мирче Томовски, Сашо Ордановски, ние отворивме и почнав да објавувам до трето продолжение. Дојдовме 168 имиња имавме. Нас не спречи политичкиот врв и притисокот од Нова Македонија, затоа што има и новинари кои треба се... Значи не е ова дека е сега намерно. Христо го отвори прашањето што јас сакам да го поставам тука. Ако нас не подели, ние се поделивме на предавници, патриоти, на лобисти, проет, контра и така натаму, евроскептици, про-НАТО и патриоти, како го доживуваш, како ти ги доживуваш, пораките што ги праќаат врвните политичари во Македонија, вклучувајќи ги овие денешните кога Рикја не вика, види, имате само 6 месеци да го решите тоа прашање. Дали со еднаква диоптрија, бидејќи тоа го пренесуваме, нели? И даваме значење, со еднаква диоптрија ние ги третираме за своја пета колона која го загрозува македонскиот евроатлантски курс. Јас го гледам нивниот интерес, тоа што ќе ми каже мене Филип Рикер, став по автоматизам не значи дека е тоа добро за мојата земја. Каде сме го учеле ние тоа? Каде го гледате вие тоа? Дека тоа што он мора да ми го каже тоа. Навршната политика е креирана автономно дома со дискурсот на нашите само интереси. Имате различни интереси. Јас истото ова го знам, дека Македонија мора да го смени името од 91 година. Па не го смени, нели? 20 години живееме ние ли со тоа? Никогаш не ги изложивме политичарите што тогаш беа на власт
на ваков притисок. Сакаш да ми кажеш дека нешто се сменило? Ама не, имаше два вестника колку емисии имаш направено? Имаше доволно емисии. Не, на радио да речеме. Имаше во тоа време опозиционерски стави што стоеше 365 ден или 303 година откако е фиром и така натаму. Христо, продолжијете. Јас сакав само да завршам со, мислам, останав со пола уста